љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Беа докторот и мајка ми во канцеларијата. Викам, кога ми го кажат докторот, и викам, мислам, најбитно ми е да можам да бидам мајка во животот. И он ми вика, не, Верица, најбитно да си жива и здрава. Викам, не. Значи, ако нешто не тргна како што треба, ја не ќе се разбудам. Помина операцијата, исто прво кога се разбуди беше ќе имам ли деца. Општо во животот мислев тешко дека ќе најдам партнер, не дека јас сакав со партнерот да имаме многу слога, да ми биде онака хармоничен живот, нормален живот, тивок живот, да имаме нака да сме секогаш среќни, исполнети со децата. Тоа секогаш сум го сакала, можеби бидејќи тоа од дома го немав. Ни се расива колава кај стража и не крена шлеп. Имавме многу време да разговараме од Стража до Скопје. И седиме вака во кола горе и јас што ќе го прашам, мислам, можеби тоа му било го исплашило во моментот. Сакаш деца? Моментот кога ме отпуштија, кога дојде Гордан, двајцата бевме прескршени, буквално не убаво вака што ќе кажам, но немаш никаква среќа во дењето дома. Се одиш со празни раце. Мене искрено ми се покажа тој метод добар, ставив две столчиња вака една до друга, смокичка на едно, па смокичка на друго. И така 2-3 дена и тука почна надвор исто со смокичка го залажав, тоа мислам дека го споделив на социјални мрежи и ги пушти првите чекори. Едва чекав, не знам, ние како родители многу се брзаме, едва чекаме да ласи, едва чекаме да јаде прво запче, да проди. Почитувани, ви благодарам што одбирате да погледнете уште една епизода на Мама Визија, кога ветувам дека ќе уживате и ветувам дека ќе слушнете уште една инспиративна, убава приказна за мајките. Се радувам што за прв пат ја имаме најмладата мајка во Мама Визија досега. Се работи за познато телевизиско лице. На 24 години, во 2024 година, станува за прв пат мајка. Верица Донев Божиновски е препознатлива денес како водителка на Бекстејдж, но воедно таа има уште нешто што го води. Таа е собственичка на креативното студио Калума и креативен директор на Урбан Рекордс, но пред се е мајка на малиот сладок Карло и сопруга на познатиот режисер и продуцент Гордан Божиновски. Верувам дека ќе ви биде интересно да слушнете како е да се биде мајка во 21 век, млада мајка, нешто што за некого е ретко, за некого не. Ќе видиме и ќе дознаеме подетално токму од нашата драга гостинка Верица. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, Александра, најпрво ти благодарам многу за поканата и еве чест ми е што ќе носам таа титула како најмлада мајка во Мама Визија и баш ми е драго што ќе си позборуваме за една од моите омилени теми, а тоа е нормално мајчинството. Драго ми е што те имаме овде и верувам дека ќе биде интересно ова да го слушнат за гледачите, со оглед на тоа што ти си познато телевизиско лице, но не те гледаме многу како гостинка, не знаеме премногу за твојот приватен живот и што е најважно, не знаеме ни премногу за мајчинството и покрај тоа што од време знаеш од време на време на социјалните мрежи да споделиш нешто од тој мајчински дел од твојот живот. Ти си многу млада и како млада се реализираш како мајка. Кога почнуваат тие размисли кај тебе? Од секогаш сакаш да бидеш мајка? Кога свати дека сакаш да станеш мајка? Не знам дали е, мислам дека кај повеќето што стануваат се остваруваат како мајка помлади. Тоа почнува многу рано. Кај мене лично започна уште, не знам, на 5-6 години. Омилена игра ми беше играта со бебиња. Барав дома, имав, мислам, дека 10 бебиња и сите си ги чував. Си ги хранев, си ги бањав, имав, мојта ми купи онака кујничка, со кадичка, со кревече, со се и уште од тогаш на мајка ми, кога ќе ме праша што сакаш да бидеш, имав неколку одговори. Првиот беше педијатар, значи работа со деца, друго беше ветеринар, а трето беше мајка. И тоа од секогаш сум уште од мала вака ќе видам на улица мајки како се шетаат со дечиња. Мама, види, сум викала на мајка ми, леле, јас сакам вака и ете да кажам, уште ептен од мале нозе,
ми била тоа желба и многу ми е мило што се ја остварив таа желба да си бидам млада мајка. Значи, сакаш да станеш млада мајка? Јас пред да почнеме да зборуваме, ти го начнав тоа како тема. Што мислиш? Дали е тоа чудно, дали не е секојдневно да се сретне млада мајка денеска? Што ја вели твоето обкружување? Дали твоите пријателки, роднини, таа возраст, тие генерации имаат деца? Каков е твојот впечаток? Многу ретко се соочувам, еве ќе ги кажам подоцна малку негативните работи, прво би сакала еве на позитивните да се фокусирам. Мислам дека најпрво би кажала дека мислам дека се во свое време. Секој кога е спремен, тогаш нека се реализира на било кој план во животот што сака. Мислам дека во денешно време се повеќе гледаме млади мајки, еве во моје обкружување имам доста другарки што се на моја возраст и што и се дружиме со децата и се, што тоа не беше толку често порано. Сега ете и мило ми е што се враќа тоа, бидејќи е прекрасно да се биде мајка на било која возраст. И добивам и некои чудни коментари како кога успеа дете да родиш или леле животот си го уништи, што ќе правиш сега, зар не сакаш прво да живееш. Тие коментари искрено не ги разбирам, во ред е секој да си посочи, да си каже што мисли и мислам дека е во ред секој различно да го доживува тоа како сака да си го живее животот, што е за него живење на животот. Еве за мене ова живење на животот, во ова јас уживам, во мајчинството. Мене ми е убаво кога наутро ќе ме разбуди 10 пати мама, патување исто со деца, пошто бидејќи неколку пати веќе бевме и на одмори со авион и со автомобил. Ќе позборуваме подетално за тоа. Што така значи? Така што мислам дека во денешно време се повеќе имаме млади мајки, што мене лично многу ме радува и пак би сакала да кажам дека секој кога се чувствува спремен и подготвен, тогаш нели да си започне со таа фаза од животот. Како ми рече пред да се вклучат камерите, генерацијски како сметаш дека од кога има застој? Беше интересен податок, би сакала да го Не сакам споделиш никој да навредам. Знае зашто? Најчесто моите пријателки, да ги наречам и другарки, ми се таа возраст, од 85 до 95 година. Тие мои пријателки не се остварени како мајки, што и јас секогаш им викам живеете го животот и за мене, написи за мене една и се зезаме нон-стоп за тоа. Али да, мислам дека таа декада се пронаоѓа се уште во животот и некако направија малку пресврт на работите и мило ми е за нив доколку тие се срекнени така да се живеат. Секој е среќен на свој начин, значи од 96-та се буди и се враќаме на дури старите 2005-та, мислам, ама нормално на 20 години доколку никој си го сака тоа е во ред, мислам, постои ли норма, што е нормално, што не, кој го одредува тоа, така? Точно. Значи, нешто што мене ми е нормално, некој друг му е тотално погрешно и обратно, и мене тоа ми е во ред. Се додека личноста е стрикна, со дете не можеш да бидеш несреќен, така што. Убаво го спомена тоа. Ајде сега како доаѓа моментот до твојата бременост, што се случува? Ти се запознаваш, позната е малку за вашата приказна за јавноста, но еве може да ни ја раскажеш од прво лице. Се запознавате со сопругот работно? Дали да почнам од таму или да почнам многу од поназад? Ако имаш нешто да споделиш нешто од поназад, слободно. Јас не бев подготвена долго време и веќе ме фаќа некоја трима и пани како го зборувам ова. Би сакала малку од порано да започнам, од 2020 година. Значи, како што кажав, од секогаш сакав да бидам и да се остварам како мајка, посебно на помлади години. Што се случува? Корона е, болници знаеме, не работат, колапс. Јас бев тогаш во Валандово, кај мојта, и цела вечер имав некои страшни болки, а пред тоа стомакот ми беше буквално вака подоен. Мајка ми едно 10 пати ме праша да си бремена, викам не, значи нема како да видам. И овде, бидејќи беше баш алармантно и сериозно, со мајка ми тргнавме за Скопје да видиме што е работата, на која јас во тоа време нормално живеев тука во Скопје, студирав и работев. Кога отидовме на клиника, прво мислевме дека е некој камен во жолчка, бубрек, било што, и излезе дека е гинеколошки проблем и на упатија кон гинекологија. Кога ме ставија на ултразвук, на ехо, видоа некоја као формација цистична,
неколку туморчиња и беа као па не ми изгледа нешто сериозно, ово она, добро, ја ќе скратам малку приказната за да не должам многу. Беше не е страшна операцијата, ќе закажеме за 2 недели, се е во ред. Ја закажавме операцијата наводно помина успешно, со тоа што биле воспалени други делови као слепо црево, среќа се делови кои што не се потребни. Тешко опоравување имав, од некои 3 недели не можев од кревет да станам, значи најлоша операција во мојот живот, не посакувам никој да почувствува нешто такво. Патологија добив серозна циста, значи тоа е буквално ништо. После јас продолжувам со нормален тек на животот. После 2 месеци се уште траеше короната, јас сум повторно со истите болки. Овој пат одам на приватна клиника. И таму на приватна клиника дете што ти направиле беше муабетот, беше дека ми оставиле мртов јајник внатре во мојот организам, кој што има големи шанси да добијам сепса и не дај Боже нешто посериозно, беше одма те водиме нитна операција. Тука веќе стварно имав измешани чувства. До тогаш со 2 јајника, мислам, беше као окей, ајде, нешто се случува, ама мислев дека се е во ред. Тука веќе почна вистинската паника, каде што јас малку посериозно почнав да го сваќам проблемот. Јас се трудам се во животот да ја наоѓам некоја позитивна страна, да не ги гледам толку сериозно работите, да не го гледам толку сериозно општо целиот живот, а ова малку ме пресече. Овде беше ќе се потрудиме нели да биде се во ред, да си жива и здрава. Јас во тој момент беа докторот и мајка ми во канцеларијата. Викам, кога ми го кажат докторот, и викам, мислам, најбитно ми е да можам да бидам мајка во животот. И он ми вика, не, Верица, најбитно да си жива и здрава. Викам, не. Значи, ако нешто не тргна како што треба, ја не ќе ме се разбудам. Искрено, не знам зошто во моментот така ми дошло да кажам, но изгледа, сватив колку ствари тоа ми значи мене. И мајка ми нормално секојаш она колку е позитивна беше, не се секирај, се ќе биде во ред, Боже сачувај, значи ја познавам, ова е седен јаник, тоа е седен јаник, има многу луѓе, значи има сега нови методи, 21 век сме и овде беше као добро и помина операцијата исто прво кога се разводи беше ќе имам ли деца? Значи буквално да, онака ќе имам ли деца? И буквално мислам не сум имала никогаш против да посвојам. И тоа до ден денес сакам да имам, дај Боже, мои 2 биолошки деца, едно да се посвојам. Малку тешко оди сето тоа во нашата држава. И не би навлегувала многу во таа тема, но сакам да кажам зошто значи би посвоила со 2 биолошки мои деца уште едно детенце, но сакав да го почувствувам тоа да носам живот во себе. Тоа ми била мојата желба. Можеби некому ќе му звучи смешно или како да претерувам многу. Напротив, не да. звучало такво нешто, тоа е една многу силна и убава желба и убаво е што да го кажеш и на толку ти си имала 20 години тогаш и си го размислувала и тоа ти била движечка сила, движечки мотив во животот и тоа ти било најважното и најклучно. Како се избори психички потоа, откако излезе од болница? Како велиш опоравувањето било тешко, физичкото? Со првата операција физичкото беше тешко, со втората психичкото. Физичкото беше одлично, за 5 дена се вратив на работа. Така, тоа сакав да се надоврзам, се вратив на работа и престанав да мислам тоа што треба да се случи, како треба да се случи. Го оставив на времето и на животот да ме носи таму каде што навистина треба да отидам. И почнав да се обкружувам со позитивни луѓе, позитивна енергија. Мајка ми тука цело морам да ја споменам бидејќи ми беше најголема поддршка. Па каде да ја споменеш ако не во Мама Визија, мајка ти поздрав до силната мајка, така? Поздрав мами. Беше тука се ќе биде во ред. Сега кога отидов на контрола после неколку месеци, морав на секој 6 месеци нели додам, дури мислам на почеток и на месец денова, не се сеќавам. Докторов кој ми кажа, мислам, они имало нешто пуштале, виделе продни за каналите и тука пак ме уби уште еднаш, таман се подопрев. И па вака, моја препорака е,
колку можеш помлада да си родиш едно детенце, имаш партнер? Не, во моментот нема. Добро, види како, ние се брзај, има нови методи, нели замрзнување на јајце клетки. Јас на 20 години мислам тоа е окей, мислам дека околу 4000 евра, али на 20 години ги немаш тие финансии. И бев во ред, значи стварно кажав се, припуштам се на тоа како треба да биде и на Бога. Нормално, одев многу во црква, иако дотогаш од секогаш сум била воспитана христијански, не сум одела толку често во некои свети храмови или во цркви. Тој период одев и тоа до ден денес одам и многу ми помага, посебно духовно, и многу полесно ги поминувам проблемите, бидејќи ете така се чувствувам како некој да ме чува плюс и ми дава се што ми треба, и тоа е докажано, бидејќи така Карло е дефинитивно дар од Бога според мене. Ќе продолжам понатаму. Мислев дека тешко ќе најдам сопруг кој што партнер. Да, тоа не можеш да го испланираш, да, најди побрзо како, мислам, не, тоа опште во животот мислев тешко дека ќе најдам партнер, не дека јас сакав со партнерот да имаме многу слога, да ми биде онака хармоничен живот, нормален живот, тивок живот, да имаме нака да сме секогаш среќни, исполнети со децата. Тоа секогаш сум го сакала, можеби бидејќи тоа од дома го немав. Тоа не беше така не расте во таква хармонија, и кажав затоа и се плашев толку од тој брак и од тоа партнерство, бидејќи мислев дека сите едноставно луѓе се такви, посебно мажите. Мислев дека сите луѓе си имаат некои имаат некои фалинки, имаме и ние, секој си има. А мислев нема да најдам некој со кој што ќе можам и да живеам со се разбереш, да. Поготово ако слушаш различни приказни на блиски пријателки, па се почесто слушаме за жалби, за разводи. Така што, какво детство имаше? Каква беше твојата мајка? Еве кога веќе ја споминавме, да се надоврзиме и на тој момент. За мајка ми најпрво ќе кажам дека е храбра жена. Цел живот ми зборувала, немој само да бидеш како мене. Пробај понекогаш да се ставиш себе си на прво место, бидејќи на нејза децата и се, значи, свето нешто. Мислам, тоа е, јас размислам дека така треба да биде, бидејќи ние сме тие што треба ги чуваме и да ги насочиме кон животот. Цел живот била ние на прво место, се што е нејзино секогаш го запоставувала, само ние да сме добро, позитивна секогаш. Имаш брат, сестра ти? Имам две сестри, една ми е постара, со нејза буквално, значи бевме, мисле дека сме близначки, цел живот мисле дека сме близначки, а од мојата пуста желба за дете на 15 години ми остварија желба да си имам помала сестра, бидејќи бев сакам дете. И да ја чуваш. Значи беше како ќе добиеш сестричка. И да, и си ја чувствувам како прво дете, бидејќи си ја сакам најмногу на светот, Елена се вика. И така баш, мислам дека сум толку вешта со Карло, бидејќи се стекнав многу знаење од незе. И до ден денес си се чуваме двете, и иако сме 15-16 години разлика, сме се ко најдобри другарки. И да, и така, значи сум имала супер детство кое што да кажам во тинеџерските години ескалирало во нешто сасвим различно од тоа што сум го познавала. И баш во годините кога не треба ќе кажам, баш кога најмногу ставови ни стануваат јасни, кога на некој начин знаеме каде сакаме, по која насока се водиме во животот, тогаш мене ми беше најконфузно. Посебно дека моите баш во 2021 се разведува после сите мои проблеми, и мислам дека тоа дополнително ми даде некое чувство дека ништо не е реално и дека можеби од друга страна пак се потрудив убавите работи ги извлечам и да се потрудам колку што можам да си го задржам семејството, иако никогаш не знаеме што животот ни носи, нели? Да, не можеме. Како го сретнуваш Гордан? Да, да се вратиме. Да. Гордан ми беше, можам слободно да кажам, љубов на прв поглед. Значи во моментот уште кога го видов, ево ние пеперутки на во стомак беа. Беше премногу фин, беше внимателен, ми помагаше на пример баш кавалер. Помагаше да ти помогнам со кофирите, со ова, со она. Беше онака ненаметлив, културен и со некои, да кажам, граници во се што прави.
Не беше ништо планирано, беше се спонтано, почнавме некои теми да си развиваме. Една вечер си седевме, бидејќи бевме... Само да појасниме за гледачите, ти си модел. Бев, да. Беше модел и вие се ретко се појавав, да. И вие се запознавате на снимање на спот. Да, и тоа на заеднички пријател, на Огнен Здравковски спотот, километрима, заеднички пријателнија. Јас инако само во 2 спота сум била и не ни сакав додам, ама и тен ми е пријател Верче, дај ја на роден ден, немав што да правев за роден ден, мој беше тоа. Ми се јавува Верче, дај ќе идеме у Египет, дај ќе прошеташ. Ајде, викам ќе дојдам. Зошто да не? А не требаше додам, да, беше као леле, додам ли да не одам, како ќе биде со работа и они сите беа као ајде иди беак, ме сожалуваа, оди немаше да правиш за роден ден. И така требало да биде уствари. Кога се вративме од Египет на аеродром, му викам, онака све се поздравуваме, викам се гледаме низ град. Ајде, цело време ми зборуваше. Абе, се, кога ќе се вратиме во Скопје, немој да си, знаеш, мислам, јас до ден денес го прашам, зошто такво мислење имаше за мене? Па добро, вика сега, мислам, луѓето се со предрасуди и не знам зошто и мојот сопруг е со тие предрасуди, онака не знаат дали човекот да не те вика да не те понесе моментот дека е убаво местото во Египет сме, немаме обврски. И тоа до ден денес сум улута зошто така помислил и ми кажуваше. Тој мислел дека ти тука ќе се правиш дека не го познаваш? Да. Мислам, а јас толку длабоки разговори во животот со никого не сум имала. Јас таму во Египет? Да, значи толку знаете она и дури пријателско да си разговараш со некој, тоа на мене ми е желба со некоја личност да можам за вонземјанци, без за све да зборувам. Да. И нормално дека не беше така, брзо се одвиваа работите, што јас за себе тоа мислам, не ми се случило. Јас секогаш одам полека, па опипувам, па гледам. Ама едноставно немаше игре, немаше, се беше искрено од прв момент. Беше искрено и од моја негова страна и во вистинско време на вистинско место. Дефинитивно тоа така ќе го кажам и јас. И моментот мислам дека се познававме 2 недели, бевме на пат во Охрид, јас службено имав работа. И ни се расипа колава кај стража и не крена шлеп. Имавме многу време да разговараме од стража до Скопје. И седиме вака во кола горе и јас што ќе го прашам, мислам можеби тоа му било го исплашило во моментот. Сакаш деца? Клучното прашање во твојот живот. Да, значи толку многу, ја му викам биди среќен што сум те прашала, толку многу си ми се допаднал. Njom викам, па не знам, не сум размислила на таа тема досега. А тоа беше многу смешно кога бевме качени на шлеп горе, во на мајка ми колата, пошто мојата беше расипана и вака седиме двајцата и сега ќутиме, после тоа имаме. Добра си. Ја викам што направив и овој си вика што направив, дали одговорив точно и двајцата си ќутиме. Ама нормално дека спонтано беше после тоа, имавме разговарано на таа тема нормално, иако кратко се познававме и затоа и ќе кажам дека бидејќи толку брзо се случи, јас успеав да останам бремена, ќе кажам, затоа и кажав дека тоа е дар од Бога. Исто беше смешно и тестот кога да ни раскажеш моментот како вие сте колку време во врска и како тој како те запросува, како доаѓа до моментот да бевме 2 месеци заедно кога јас останав бремена. Пак ќе кажам, беше онака планирано, ајде, значи супер сме се. Јас мислев дека не можам да имам деца, тој мислеше дека не може да има деца, сами себе си се диагностициравме со милион проблеми. Добро, такво време е денеска. Не, иако докторов 10 пати ми кажа, Верица, се е во ред со тебе, значи не може тоа од глава, не можам да си го тргнам, дека јас имам проблем и толку. И значи буквално 2 месеци сме се познавали, иако супер се чувствувавме како и подолго време се познаваме, веќе живеевме на некој начин заедно. И кога му го дадов тестот, јас бев инако во паника, пошто сега си викам, од една страна, леле, ми се остварува желбата, од друга страна, сака ли деца? Уште не го знаеш тој одговор. Да, не ми беше како, што ќе се случи сега? Мислам, ја бев спремна, што и да треба. Сама си го гледам заедно, небитно, иако сакав, бидејќи многу го засакав за толку краток период, сакав да си бидеме семејство нормално. И како што и да ликува. Да, Гордан кога го виде тестот не знаеше за што е тест. Прво беше фацата му беше као што е ова. И така беше многу сладок и емотивен момент.
кој што подоцна ни се сруши. Зошто ни се сруши? Јас знаев дека нешто ќе има, затоа што сум јас и мора на потешкиот начин се да добијам. Јас уште одма кажав, дај да не се базираме на тестот, да одиме преку крв. Преку крв излегува дека се е во ред, некоја петта недела. Одиме на ехо после 2 недели, фактички 6-7 требаше да биде, нема плод. Тоа исто, значи не тресна од земја, буквално. Ја, како нема, така. Како е тоа можно? Што се случило? Бидејќи покасно сум зачнала, они така се, на докториве и тоа го рачунаат по последен циклус. Јас сум зачнала покасно. Јас сум била фактички 4-та недела и нормално е на еко да не се појави, ама ние во моментот не знаевме. И он ми вика, пошто кај истиот доктор што ме оперираше, ми вика ектопична бременост, волматерична бременост, бидејќи кај луѓето јас имам и ендометриоза и многу проблеми, ми исчистија, нели, тогаш кога ме оперира, но тоа брзо се враќа. Он ми кажа, значи, во твоите случаи многу често се случува волматерична бременост, али во твојот случај е опасно тоа што имаш само еден канал, еден јајник. Значи, не дај Боже нешто, дефинитивно шансите ќе бидат веќе 0. Таман, помина все таман, усетив среќа, значи, бевме двајцата уништени. Тој момент најмногу не сближи, дефинитивно. Заедно под рака се седнавме во кафана и јас се нарачав водка. Требаше после 2 дена повторно да идеме на контрола. Се напивам водка, ништо не чите. Не можам да пијам, цела бременост имав аверзија и тогаш престанав и со пушење и се. Викам на Гордан, ја нема да пијам вечерва, ќе се јадам, пиј си ти, тагувај си. Ќе видим, ајде за 2 дена што ќе биде, имам некое убаво чувство дека нешто се случува. Интуитивно нешто ти вели? Значи, не знам, многу мајки ќе се согласат со ова, чувствуваме. Јас и самиот инстинкт, пред да дознам дека сум бремена, пред да го направам тестот, кочам на семафор, се фаќам на стомак. Тоа е чудна работа, не знам како да го објаснам. Не знам зошто се случува и кај како некој... да сакаш да заштитиш нешто, уште не ни знаеш. Мислам дека самото тело ни знае и ни кажува. И кога отидовме на следна контрола, и дали сега си ги сменив и мислите позитивни, па се излезе позитивно. После натаму... Веруваш во тоа? Дека се привлекуваме со мислите? Секако дека да, и тоа е дефинитивно така. Верувам дека се си привлекуваме и се што се правиме во животот нормално за себе се правиме. И секој расположение дефинитивно ни влијае за тоа како ќе ни се одвива животот. Бидејќи не може доколку имаше тоа е на кинеска метода со оризот. Тоа е точно. Јас верувам во тоа и кога луѓето се смеат, тоа е стварно така. Значи како размислуваме, такова ќе ни биде и животот и луѓето околу нас и се. Не мора да се случуваат некои да кажам чудни вонсветски работи, него едноставно нашата енергија ќе биде друга. Не мора нешто да ни се случува страшно, него ние како луѓе ќе се движиме во лоша насока, бидејќи не сме позитивно насочени кон животот и кон се. И мислите ни се во поинаква насока. Што се случува потоа? После кафаната? Ништо, си отидовме плачејќи, јас си плачев на работа, што е, јас си плачам. Не можам да кажам, не сакам да кажам, секогаш се држам во себе и ова веќе кажам дека прв пат се опуштам до ова ниво да кажам што и како било, од причина што би сакала и те и на мајки, бидејќи многу сум читала и во групиве пишувале немам плод во 6-та недела, дали е вака, дали е така, немам срцева реакција и секогаш сум им пишувам одма приватно што и како кај мене било, не значи дека кај нив ќе биде исто, но ете убаво е во тие моменти некој да те утеши. И убаво во тие моменти да слушнеш дека има некоја слична, иста како твојата судбина. Дефинитивно. Јас да можев, никој немаше во моментот, бидејќи не ја споделив приказната. Не би ја споделила да го вратам времето, пак не би ја споделила, но мислам дека полесно ќе опоминав тоа доколку имав други мајки со такво искуство покрај себе. Кај нас сите излезе дека едноставно било рано и дека се си е во ред. Не секогаш е таков исходот на крај, но ете јас сум среќна дека на крај се беше окей и беше така, да кажам, некои 6-7 месеци имав супер бременост. Добра беше бременоста до кај 7 месеци? Да, до кај 6-7 месеци. Што се случува потоа? Пак сум на тест ставена. Изгледало што толку ми беше голема желбата, па
не знам што да мислам, зашто ми се случува. Мене нека ми се случуваат, не кеф на мое дете тоа да се да поминува. Бев од прилика 7 месеци кога одев на контрола и ми кажува, мислам, тие така кажуваат, плодот веќе не расте, мислам, бебето, зависи како се изразуваат медицински. Беше добар, малку е помал за недела 2 стомачето, па на 30-та недела беше заостанува 3 недели, на 32-та недела заостанува 5 недели и веќе тука беше алармантното, на 32-та недела и но тука веќе бидејќи не бев само јас, се трудев колку можам да видам силна и да го поминеме тоа како што треба, без плачки, без стресови, со трезвен мозок, не подготвија, нели што следи, како следи, дека 90% ќе биде Карлов инкубатор, да битно е да сме живи здрави двајцата. И што е проблемот овде? Мене матичната неколку пати ми кажа, мери притисок, Верица. Јас тоа мерев, низок притисок имам по природа. Престанав да мерам некаде 25-та недела. Ете сега, сите што се бремени, нека мерат притисок. Имав симптоми, симптомите беа главоболка, вртење, чувство дека главата ќе ме експлодира, несоници, анксиозност, што не сум имала, срцебиење, некои чудни, ми кажаа дека се панични напади, иако јас не знам дека тоа така изгледаат, беа како буквално срцето да ти искочи од кради. Не можеш да спиеш, осеќаш немир, баш се тие симптомите на висок притисок во бременост. Кога му и кажав на докторот, морам да го кажам, доктор Бојаджиев, бидејќи 2 пати ми го спаси животот и животот на моето дете, не сакаше валја ми исплаши и не ми кажа зашто се работи, иако знаеше и одеше полека со мене. Ке доаѓаш ти од 32 недела на ЦТГ, ке внимаваме, добро, ова, вака, така. Викна дори и 3 специјалисти да кажат што мислат за мојот случај и сите беа, осте го бе детево, младо, уште 10 дена бар да истера со бременоста. И докторот мене ми кажа, ќе дојдеш во вторник, ќе правиме царски рез, бидејќи Карло беше и карлично свртен. Беше свртен како што треба. Тогаш си која недела? Тука веќе бев 34-та недела. Цела бременост беше дури од 26-та недела беше со главата надолу, во 3 дена пред да треба да одам на последен преглед се сврте карлично и што е добро зашто се сврте. Во вторник имав закажана операција во 12 часот. Јас се уште не се чувствувам добро. Сопругот тогаш не возеше Гордан. Никако се заедно двајцата, јас возев, стигнавме до болница, значи не можам да излезам од кола. Готово веќе знаев дека нешто не е како што треба и кога ме ставија на ЦТГ требаше во 12 да ме оперираат, а тој среќен со комашина, сите чекаат тука, гледаат нели на екран, има кој како влегува. И доаѓа 8:30, бјас на ЦТГ легната, значи бледа крпа. Дистрес, Карлово дистрес, 180 пулс. Мене ми мерат притисок 230 со 180. Значи јас кога го слушнав тоа, мислам дека ми се качи 300. Дефинитивно, да. Само среќа докторов влегува, абе што правите? Одма да војчете во сала. И така ме качија, јас нема време ништо да размислам во моментот. Викам, добро, уште малку и ќе си го запознам Карло, ќе биде се во ред, ќе биде мајка, да. Се трудам. Тоа се беше многу брзо. Ја сега ми е во магла. Знам дека сеќавам ходници, влегов, 2 пати ме боцна спинална анестезија, легнав, значи губам свест, тука веќе ништо не се сеќавам. Со царски? Да, значи итен царски имав, кој што требаше да биде, значи во 12 ме земаат во 8:30, затоа викам, зашто викам среќа Карло беше карлично свртен, бидејќи така го закажавме царскиот, бидејќи ќе одевме со провокации, што ќе беше многу потешко за мене. И се си беше, мислам, јас се будам и нема дете, не слушам плач. Не знаев дека после тоа ќе стигнеме до таму. Берица се е окей, уживај, не мисли на ништо, значи детето е добро, ништо не ми испаничаме, однесува во шок соба. Да, тоа многу значи. Тие зборови првични што ги слушаме, многу значат. Беше само се е во ред, супер си ти, те носиме во шок соба, одмори си, јас и ти претпоставам го бараш бебето. Јас плачев, да, не знам зашто плачев. Значи, никогаш не сум била плачка. Луѓето мислеа дека немам емоции од кога станав мајка.
Јас плачам на се, толку имам некоја емпатија према се што се соживувам со се. Ужас. Хормоните Хормони, се посебно, промениле. да, после пораѓа леле каква бев, докторов доаѓа на секој пола сат да ме дзирне. Амам бе Верица, ме познава лице, знаеме, виш имаме историја и со операции. Да, ма ете тоа е посилно од Амам бе тебе. Верица, Како што да направи дете роди, не све е окей. И се сеќавам, никој не ми кажа, ми дојде докторот со телефонот и ми покажа слика од едно збрчкано така најсладко бебенце, замотано со ништо на глава, ставени кислород, сонди, се. Во кицко главно слика, значи премало и така од збрчкано не можам ни лице да му го видам, го стиснале. Еве го вика Карло. Па Тука тоа многу веќе, значи да ти го покажат да го видиш. Тука па. веќе беше само вака направив и заспав. И што си велеше, ова е мое. Мое дете. Проблемот беше што 2 дена не го видов. Тука малку психички пак паднав. Е моментот кога ми кажа, бидејќи јас не бев добра здравствено, тој си беше во инкубатор, но беше под контрола. Јас притисокот ми беше цело време 200, а ја им викав, само дајте ми да си го видам детето, јас ќе се средам. И така и беше. Секогаш кога ќе ми дозволеа, бидејќи 2 пати се дозволува посета во приватни болници, бар таму каде што јас се пораѓав, секогаш кога беше ред да си го видам јас моето дете, јас станував и одев. И моментот кога ќе се вратев, бев цела скисната и чекав да дојде 17 часот и повторно да ми дадат. Тие први моменти кога го видов, беа, не можам да ги опишам, стварно не можам да ги опишам и сакав и да се истетовирам таа слика за секогаш да ја паметам, имам вака ставено моето прсте и неговото раче малецко, значи премалецко, во кицко раче имаш. И вака ме држи. И таа слика сакав да се истетовирам за секогаш да се ја носам на себе и да се секогаш да се навраќам на тој мој среќен момент кога првпат си го видов Карло. Карло не заминува со вас од болница, останува таму уште неколку денови за да закрепне. После колку време го зимате Карло? 10 дена точно беше на интензивна неонатологија, тоест 9 дена беше, на 10-тиот веќе го земавме. Какви беа тие 10 дена за тебе? Прво не сакав да си одам од болница, иако не мора, мислам, добро си се, ти дава дозвола два пати во ден да го гледаш. И тоа сакав да напоменам, сестрите многу ми помогнаа, ми донесоа пумпа за измолзување и ми даде некој мотив, ете да кажам... Да го чуваш млекото? Не, го носев. Да го чуваш од дома и да го носиш таму. таму. Да, и таму и во болница, и таму одев директно, сега тоа ќе кажам, него ми даваше тоа мотив и некако ајде да го прифатив, ми кажа ќе доаѓаш 2 пати во ден, ќе се измолзуваш и ќе го гледаш. Моментот кога ме отпуштија, кога дојде Гордан, двајцата бевме прескршени, буквално не е убаво вака што ќе кажам, но немаш никаква среќа во дењето дома. Се одиш со празни раце. Неколку дена јас не бев способна, искрено, бидејќи притисокот требаше го мерам на половина час, прекламсијата останува и после пораѓај, не знаат зошто прво се појавува и не знаат колку време ќе трае, можеби цел живот, можеби ќе се изрегулира. Па јас имав некои 4 месеци после пораѓај и кога ме отпуштија, прво што бев многу падната психички. И цело време ги листа вака сликите од Карло што успеав да ги сликам и само се плачев. А второ што не бев добро, не можев ни да спијам, не можев да јадам тоа. Сите што секој што има притисок знае како, ама да си константно 24/7 под терапија и да не се спушта е сериозна работа. Да, тоа не и на ментално здравје влијае. Да. Тоа што ти влијае физички. Не сосеќав ужасно, сосеќав како неспособна мајка. Ја викав како ќе си го чувам детето. Тоа ми беше онака најмногу ме погодуваше моментот што не сум јас добро за да можам моето дете да си го гледам, да си го чувам, што исто така не е добро. Имаше денови кои што едва успевав да отидам во болница, да се одмолзам, значи се дешаваше да паднам, да ми се слоши и така натаму. Тоа беше еден долг процес. Мислам дека тие 7 дена што седеше Карлос сам во болница ми беа милиарда години. Сите ми зборува, бидејќи блиските те знаеа. Нема не се сеќаваш на ова, ќе помине, значи како
како нема да се сеќаваш? Цел живот ќе се сеќавам на тоа, цел живот ќе ја памтам таа болка и никогаш не станува полесно. Само се фокусираш, повторно ќе кажам, на убавите работи, дека сега овде до тебе си го имаш и се е во ред. Инаку тоа не се заборава и знам дека секоја мајка, посебно кога се отворив малку на Инстаграм, кога кажав што се случувало бидејќи ме снема, кога ми пишува мајки по 3-4 месеци на интензивна неонатологија дека седеле со дечињата, значи кога една мајка плаче, сите мајки плачат. Тоа е Да, колку е важна е таа поддршка помеѓу многу. мајките? Значи јас најдов група предвремено родени бебиња на Facebook, иако сите беа против, не знам зошто. Сама се одлучив дека нели ќе влезам во групата и ќе објавам да видам, тоа беше одма кога се вратив, да видам со мојата ситуација во 35-та недела породени мајки кога се ги зеле дечињата. Знаев дека индивидуално, знаев се, мене само ми требаше некои убави вести да слушнам и таа поддршка меѓу мајките, што морам да кажам дека сите мајки се дефинитивно лавици на овој свет, како мајка нема никој друг и толку ми се најдоа сите тие жени во пораки и јас на нив исто со многу позитивни мисли. Некој ми вика, мајка, само уште 2 дена бевме, некој уште 1 недела, некој уште 2 месеци, се ќе биде во ред, ќе се гушкате за брзо. Ми требаше онака баш добра мисла, добар коментар, па макар и од туѓинец, што се вели, зошто да не си споделиме и да не е така, да ми го значеше, слушнеш во дека тој момент. ете. Ама ете, зошто јас велам колку се важни овие споделувања, еве и со оваа емисија, затоа што не знаеш кому таму некаде ќе помогнеш со твоето лично искуство и оној стереотип дека ете на младите жени, на младите мајки дека не им се случува ништо или еве како велиш некој од докторите кречат ајде млада е, не ја замаре. Не можеш така да ги гледаш работите, ете и на млади луѓе им се случуваат некакви проблеми, болеста што значи не бира години, тоа е факт. Многу е важно да се прават тие редовни контроли, да направиме еден апел, значи до сите жени кои што не гледаат дека тие редовни контроли на гинеколог се спасот. Најбитни редовните контроли бар на 6 месеци да се, бидејќи таа водена циста можеби не е секогаш водена циста, во бременост интуиција да се слуша и доктор да се слуша. Не знаеме се, да, можеби имаме некоја интуиција дека нешто е добро или не, но докторот секогаш да се слуша, бидејќи во мојот случај потполно се довери во докторот и се е со најдобар резултат. Исто така да се внимава баш на таквите симптоми. Има искриен шекер, има многу болести во бременост, за кои што ретко се зборува и тоа сакав да го кажам од сам почеток. Не дека не сакав да споделам јас со сите, да ја споделам мојата приказна и тоа за да помогнам некому. Едноставно јас не бев подготвена. Не бев подготвена најмногу психички да излезам вака јавно и да споделам што мене ми се случува, бидејќи ете во последно време се трудам колку можам приватниот живот да го држам настрана. Но јас ете се надевам бар на една мајка, знам дека на многу повеќе ќе помогнам, но јас сум успеала во денес ова се тука што го зборувам овие, не знам, саат време. И би ми било драго и слободно може секој да ми се обрати, да ми пише, да му дадам број да ми се јави, бидејќи тоа секојдневно го правам и со задоволство го правам. И да знаат сите мајки дека не се сами. Ете, јас сум прва што ќе застане тука за било што помош, значи за се што им треба, сум тука за. Ти благодарам што се охрабри, навистина многу ме израдува кога од прва рече да, сакам да го, сега е моментот кога сакам да го споделам ова и ти благодарам што ја одбра оваа платформа за тоа. Ајде сега малце за порозови убави. Ајде, го зимате Карло, имате преубава фотографија објавена на Инстаграм, кога моментот кога го зимате во март 2024-та, Карло од болница си го носите дома. Тоа беше пак ја кажам, сите родители знаат како е додека пред да се породиш мислиш дека добро, ја ќе можам и ова и она, а оствари е многу, да кажам, малку е потешко, посебно со предвремено родено бебенце што е 1,780 кг. Со 1,900 кг излезе од болница, еве го, волко малецко. Ние бевме носиме дома, прво што беше првиот ден, вака го државме двајцата и не мрдавме. Маченце. Да, значи првиот ден не мрдна Карло.
После понатаму моравме веќе да се навикнеме дека имаме мало бебенце и со ние микропелените, 0 пелени беа и однака пробуваш да ги смениш да видиш тоа како. Беше на почеток доста мирен, си спиеше, беше супер. Потоа нели нормално си доаѓаат тие грчеви што ги викаат и така натаму. Тука беше еден тежок период каде што прашував пак по сите колку трае, како трае и сега мене кога ми прашаат исто ми викам до 4 месеци главата боли, после 4 месеци раци, немаш гајле. Али тие првите месеци кога и самото бебенце се приспособува нели на тој надворешен свет, му треба нормално повеќе време, си има грчеви, си плаче, му треба близина, топлина и така натаму. Беа така убави моменти, можеби не ги замислував дека ќе ми бидат толку тешки, дека така ќе изгледаат, но за мене беа совршени. За мене беа совршени, си пркна Карло, си почна да се качува на килажа и веќе можам да кажам се фокусирав Иптен само на позитивните работи и на тоа колку веќе станува тешко мајчинството. Да, бидејќи тоа се заради одговорноста, заради во кој поглед тешко? Бидејќи вие мора да бидете секогаш достапни за вашите деца. Небитно јас, значи мене ми беше тешко поради тоа што пак ќе кажам, првите 4 месеци бев со висок притисок. Многу тешко го регулирав и знам дека сите мајки што поминале низ истото им било исто така тешко, но кога си мајка, нормално не мислиме на себе си, мислиме на нашето дете. И имав сила тие 4 месеци и кога помина најтешкото, телото изгледа ми се опушти и почна веќе да, знаеш, да малце пореално да ги гледам работите, почна се помалку да спие, тие скокови во развој дојдоа, јас се уште не закрепната, имаше вечери кога воопште не спиеше и така натаму. Но еве ќе кажам и за тоа дека и тоа поминува, бидејќи трае 3, 4, 5 месеци од животот. Еве нас, например, веќе од 15 месеци наваму, сега 19, ние преспива цела вечер, си ручка се, весело детенце, стрекно детенце. Пази во животот. Да. Колку вашиот сопруг ви помага во процесот на растење на Карло? Сопругот не ми помага, ние заедно го правиме сето тоа и баш сега не сакам према тебе да бидам негативна или да не ме сватиш погрешно, го избегнувам зборот помага, бидејќи верувам дека двајцата треба да сме исто вложени, бидејќи е заедничко дете, заедно си го растеме, секогаш ни биле поделени обврските и на почеток бевме поделени пример стража, чуваме 5 часа јас, 5 часа Гордан и така натаму до ден денес. Сега е тој дома со Карло, додека има сипаници, јас сум овде, додека јас имам снимање за Big Stage, друга работа ќе го чува. Кога тој има, ја го чувам и така натаму. Иако можам да кажам дека Карло оди во градинка од 10 месеци, па до некаде тоа со работните обврски ни е полесно. А до сега, значи Гордан исто, кога не сум дома си готвел, кога сум дома преферирам јас да готвам да е повкусно, но си готви, си го чува детето како што еден татко треба да си го чува своето дете. Двајца родители се и двајцата треба да ги прават подеднакви обврски се тоа. Добро го кажа, тој добро е што се полека се освестуваме дека тоа не е дека е обврска на мајката. Не, на почеток може да ми помага. Сега веќе повеќе Карло мама. А кога бебенцата се мали, кога на мајката баш и треба таа поддршка на почеток, посебно со тежок пораѓај или општо со царски рез, природно без разлика, секоја мајка различно се чувствува. Не сакам да навлегувам во тие постпородилни депресии и слични работи, да не отвараме широки теми, но баш треба сопругот на почеток најмногу да биде тука за мајката и за детето. Да, поддршка. Помага, ама поддршка во ситуацијата. Да, бидејќи повеќе ми беше прашањето затоа што нели потребата на бебето е мајката во почетокот од животот. Највеќе потреба има од мајка, татко да не може да ги замени тие некои работи кои што ги има мајката. Може да мајката да се стушира, може мајката да земе воздух, може мајката да било што да направи, не
Да, секогаш се децата наклонети повеќе кон мајката, На тоа тоа е мислев, факт. да. Да, но што може да се помогне на мајката? Можеш да расчистиш дома, може да изметеш, може да исчистиш, може да сготвиш нешто. Значи не мора да е тоа помош околу дете. Мене секогаш јас сум викала, дојди помогни ми, ама не ми помагај со детето, донеси ми јадење, Направи ми кафе, направи ми или било така, што, да, јас мислам дека тие се тие поддршки од сите наши блиски, а не ќе ти дојде 40 дена тазе породена, го зима детето, иди ти сега прави ручеци и кафења за гостите што дошле. Мислам, нормално дека ќе направиш во моментот, ама не ти е пријатно. Но и не секоја жена може, не можеме Да, да знаеме да, која како да. го поминала и во каква состојба. Да, можеби секој си има различно мислење за тоа што им значи поддршка и помош од блиските. Ете, тоа било мене, ми требало, не сум сакала не да ва вкарала го држи некој, значи не знам, тоа ми беше бидејќи тешко поминавме и мене стварно јас не сум сакала помош околу Карло. Само јас и Гордан сме биле. Секоја да бидеш со него, да го поминеш секоја максималното време. Важиш за една од најубавите жени во Македонија, многумина така ќе те опишат. Колку тоа ти влијаело во животот, колку ти е некаков печат и ете дали откако се реализираше како мајка во моментот на бременоста, менување на телото на една убава жена, колку тоа го размислуваш и ти влијаеше, ние жените сакаме се да, убава тема, дефинитивно, да. Прво низ животот сум викала убавината е проклетство, бар за мене. Бидејќи има сега порано така викав, сега научив да живеам дека тоа луѓето имаат предрасуди, имаат право на различно мислење. Нормално дека најчесто луѓето кажуваат дека првиот печаток е најбитен, наводно физичкиот изглед. Не е баш така. Да, најбитен, ама луѓето од самите тие стереотипи и предрасуди те сметаат тебе за слика има, фигура. То нема така. Фигура, буквално, значи има убавината има, сигурно не е баш толку паметна. Не е паметна. Така се зборува. Јас сум имала такво искуство и секогаш сум требала да се докажувам 10 пати повеќе од маж, значи не зборам за други жени, од маж, за да ме почитуваат исто колку што и него. Мене тоа ми бил најголем револт во животот, што сега веќе научив да живеам со тоа и веќе не чувствувам потреба да се докажувам никому. Но во тие први години и од работа и од студирање, ете, се чувствуваш на некој начин дека поради таа некоја си убавина, ти мораш да се докажуваш многу повеќе од било кој човек. И тоа не си го наметнал ти, општеството ти го наметнало. Чувствуваш ли дека низ годините токму мајчинството те созреа драстично? Да. Забележуваш ли кај себе си таков скок? Не да забележувам, почнав да не ме интересира ништо на светот освен моето семејство и тоа да сме сите живи и здрави дома. Буквално ништо не ме интересира. Најбитно ми е во уште кога се породив до ден денес, само Карло да е добро, ние да сме добри, да одиме напред во животот. Сите тие коментари, предрасуди, се тоа веќе одамна заборавено и не се ни трудам. Тука сакав да кажам, ете, например, бидејќи спомнавме темата за тело, предбременост, после бременост. Ја ова ќе го кажам и јавно не ми е проблем. Значи јас работев, бев водителка во една емисија пред да останам бремена и требаше да продолжам со втора сезона. Еве да ви кажам, да ви посочам какви се луѓето кога жената во таква состојба, која што е една од најубавите состојби на светот, блажена состојба, не за џабе е блажена состојба наречена. Одам во 8-ми месец на состанок за да видиме кога би можела јас нели тој 7-ми беше, да продолжам понатаму со снимање. Значи добивам коментар: леле, што си се направила, како ваква пред екранки излезеш. Значи... Не можеш бремена да бидеш водителка? Не, после пораѓај беше планот. А зошто па да не бидеш и бремена водителка? Тоа нема шанс. Тоа не се прифаќа кај нас се уште. Бар од мој искуство, мислам, имавме некои бремени водителки. Јас бев отфрлена од секаде. Бар така се чувствував. Значи, финансиски многу паднав тој период. И тоа е лошо кај секоја жена, мајка, што ете така ни прави целото општество да кога си бремена, бремена си. Како нешто да ти фали. Да, како да си болна, а не како да си... Да. И такви коментари, например, имаше од луѓе, мислам, јас не се чувствував дебелена, јас носев дете во себе, не ми беше битен изгледот,
плюс имав притисок, значи тоа бев цело оттечена и беа коментарите леле колку си се поправила, значи ќе се изразам и јас неубаво, поглуп муабет, немам слушнато на жена да ја кажеш така. Жената е свесна, има огледало, се гледа и во многу ситуации тоа хормонски или како кај мене прекламсија, каде што не можеме да регулираме колку ние ќе се поправиме бидејќи е вода. После бременоста ми требаше, имав долг процес да се вратам во формата која што сум сега. Со вежбање, со исхрана, беше со строг режим некако, Филип? Јас искрено на почеток не ни размислав на тоа. Мислев кога си помлад, нели така зборуваат, јас се ослонив малку на тоа дека кога си помлад побрзо ти се враќа килажата во нормала. На почеток не размислував на тоа, но еве ќе кажам дека тек сега, после година и пол, сум вратена како што сум била, не се брзав, не вежбав. Можам да кажам дека внимавав низ храната, аутофагија доста се покажа како успешна метода за слабење, каде што јадев само 8 сати во денот, останатите ми беа вода и кафе без шекер и млеко. Пак ќе кажам, значи ете, сум лице кој што треба да биде на телевизија и се, но не се форсирав. Не ти било тоа најважно, затоа што на многу жени име да му биде, бидејќи сте донале живот на овој свет. Значи прво гледајте сте добро, доколку некоја мајка е подготвена на 4 месеци, после 4 месеци од пораѓај да вежба и се, тоа е здраво, слободно. Може би во една прилика една гостинка овде спомена дека треба да го имаш истото темпо кој што си го имал претходно. Ако си човек кој што бил во теретана, ако си човек кој што се качува, се согласувам потполно со тоа. Да го правиш истото темпо, а не сега ти драстично да правиш промена и стресна собственото тело. Тоа се хормони, колку ја се трудиме понекогаш не е до нас, значи тоа се хормони кои што им треба време. Да не ја заборавиме таа важна генетика во нашиот живот. Да, признавам. Верица, како го добива Карлос името? Навистина специфично име? Да. Како се сетивте да се вика Карло? Јас мислев дека ќе имам девојче, не знам зошто, пред да го дознаеме полот. Карла ми беше омилено име од детство, кој што би сакала така ми се вика детето, кога сме си фантазирале со куклите со бебињата, беше Карла, не знам од кај сум го слушнала, валјда од тие шпанскиве серии што иделе позадина. Теленовела. Да, баш однака букзна сум го слушнала, али Карла цел живот тоа го зборував. И кога дознав дека е машко, бев да си го чувам ова името за кога имам девојче, па требаше Давид. Така со месеци викавме Давид, ама не бев среќна кога викавме Давид, дека името не ми се допаѓа, едноставно дека не е мојата желба. И заедно со Гордан, кога бевме кај свекрва ми, беше па добро беше шо толку као паничите. О, исто ви е, нека биде Карло. Ја си кажав, добро, може, бидејќи не сум ни сигурна, сите ние јас сакам да имам уште 1, 2, 3, колку ќе можам да имам деца, но никогаш не сум 100% сигурна, нели не може да знаеме. И си кажав, ете, нека ми биде тоа моје име што сум си го замислила од секогаш, нека биде во машка форма и ете го Карло си го доби своето име. Плюс мислев дека заслужува да има некое поспецифично име, посебно такво борбено, бидејќи Карло е борбено име. Бидејќи уште од прв ден он е еден борец, да, морам заслужува си довие некој такво име. Велиш дека е весело, среќно детенце, како би го опишала поинаку? Дали е немирен, мирен? Како секој машко дете. Ја знаеш како вчера одам во продавница, купам нешто, бевме со него и почна сега, значи нормално тие што ги викаат тантруми, ги следам, мислам, нови фрази, бидејќи се покажуваат доста дека се точни. Почна сега сакам надвор, не сакам надвор и јас во продавница леле, бидејќи ми се блиски од комши и жениве, сте виделе ли вакво дете и само ме врати во реалноста, сите деца се вакви. Да. Си е спретно детенце, значи се качува на стол, на маса, на секаде кај може се качува. Сега е во таа година и нешто, така ако не се лажам. 19 месеци направи, да, година и 7 месеци. Сега е во таа фаза каде што не смеш да оставиш секунда да не биде погледнат. Ама се е направено тоа, и да го гледаш е направено лом. Значи тоа е стандард. Ритуал, да, ритуал, посебно сега дека сме дома ради варичелата. Ритуал, сабале си правам кафе, пием голтка, кафето е бутнато. Тоа е првиот ритуал. Има, значи, си е
Многу сакам што е наликува на мене кога сум била мала, бар така и те ми кажуваат, сум била такво живо детенце. Живо е, не застанува, цело време никаде прави, пробува нешто ново. Сака многу да се дружи со дечиња, многу сака живот, имаме куќа, тој Пудлица. Најдобри другари се и многу ми е мило што ја донесовме таа одлука. Прв е за надвор, за содечења, за дружби, значи и се што е онака да те извади од такт, значи да паѓа од балансир точачето, да се фрла од столиците, тоа е. Мора се да се проба. Да, и доста е самостален, значи од јас бидејќи сите мислат дека сум форсирала тие нови методи на јадење парчиња, значи тотално не ги форсирав, тоа никогаш не сум се објаснила, бидејќи не чувствував потреба, и сега ќе насочам дека и ќе кажам дека не било дека јас сум форсирала. Карло не сакаше каше да јадеше еден месец и почнавме баш со таа метода на јадење парчиња и не кеше ни после еден месец, па не сака ни да го раниш. И оне од 9 месеци сам си јаде, си ручка и ручка се. Значи не сум бирала, буквално дадов месо на 7 месеци нормално. Се во консултација со педијатар, ништо на своја рака. И тие основни правила што се знаат да се дава и на не дете сум се претходно, плашала, бидејќи јас немам алергии, сме биле внимателни, ми било посочено дека алергените ќе се дадат пред годината и така натаму, и мислам дека од таа разновидна храна сега Карло е дете од година и 7 месеци кој што јаде буквално се. Значи броколо, омилено јадење и така натаму. Само не треба да се плашиме дека нешто ќе им се случи. Мора да им веруваме за да ни веруваат. Бидејќи кога се плашиме, правиме само контраефект. Значи кога мајките ради тоа што тие се плашат, дават пасирано и до 2 до 3 години е погрешно, а доколку детето не е подготвено, е правилното. Значи тоа сум читала многу на оваа тема и мислам дека и затоа и сакав и да го кажам и пак ќе кажам, не очекувам да се согласи секој. Секој, нормално, секој мајка си знае. Нормално, да. И детето си е различно. Патување во странство со бебе. Навистина за поздрав, колку месеци имаше Карло кога заминавте за Амстердам, ако не се лажам? Прво бевме на 4 месеци, бевме во Грција на одмор. Тоа беше првото патување на најубав одмор. Значи досега најубав одмор беше тоа. Карло имаше 4-5 дремки, патот го преспа, таму уживаше, се бањаше, значи најубав одмор. На 6 месеци отидовме во Утрехт во Холандија, иако бидејќи имам таму другарки од детство. И не шета секаде, ни за Амстердам, ни Дордрехт, секаде прошетавме кај што можевме. Леле, исто, на 6 месеци, 10 од 10 патувања со деца. На 6 месеци со авион? Да, и 4 месеци и 6 месеци патувања со деца во авион е 10 од 10, дефинитивно предобро, бидејќи ништо зема си, заспа по пат, имав еден совет што би сакала да го споделам, цуцла, вода, млеко, цицање, било што на полетување, за не им се затнат ушите, бидејќи само така плачат. Дадов, мислам дека млеко пиеше и преспа цел пат. Таму исто имаше на 6 месеци, мислам дека 3-4 дремки имаше, зависи. Беше веќе почна малку повеќе да разбира, се редуваше, се шеташе, ама беше се уште нели не оди, не лази, ти е лесно, доста лесно е на 6 месеци. Веќе кога отидовме на 8 или 9 месеци кога имаше, бевме на Малта кај пријатели на Гордан. 2 од 10. Не препорачувам, да. Ова е фазата кога пробуваат да лазат, кога сакат некат, сакам ова, некам ова, кога почнуваат за пчињата, веќе втори, трети да излегуваат што се потешките, тоа не беше едно патување пеколно, ќе го наречам, бидејќи беше стварно плачење. Го поминавме. Кога прооди, на која возраст? На 14 месеци. Како беше тоа чувство за тебе како мајка? Цело време беше, се креваше и се тоа, јас бев многу нестрплива. И верувам дека треба понекогаш да им помогнеме на дечињата да стигнат до некаде. Мене искрено ми се покажа тој метод добар, ставив 2 столчиња вака една до друга, смокичка на едно, па смокичка на друго. И така 2-3 дена и тука почна надвор исто со смокичка го залажав, тоа мислам дека го споделив на социјални мрежи и ги пушти првите чекори. Едва чекав, не знам, ние како родители многу се брзаме, едва чекаме да ласи, едва чекаме да јаде, прво запче, да проди и мислев дека ќе ми биде ка
као вау, неголемото достигнување за моето дете што сум го почувствувала, не знам зашто во моментот така размислував и нормално дека цело време нешто чекаме. Сега чекаме да прозбори, па ќе каже прв збор, да. Го имали цело време го кажа првиот збор? Одамна го кажа, мама, се разбира. Мислам. Да, од секогаш беше такво звучно детенце, ба си брблеше, си правеше. Сега сме веќе еве на 19 месеци многу подобри. Си кажува, мислам, уште знаеше, мислам дека сите дечиња се тука некаде околу 14 месеци веќе се свесни, си покажуваат и помали дури што сакаат, како сакаат. Тек сега може да кажам дека на 17-18 месеци почна да повеќе се разбираме, веќе има Не е тој бебешки муабет, туку има веќе нешто... бебешко е уште да кажам, ама има, например, кога сака надвор ќе ми каже чао, ќе отиде на врата, кога сака вода ќе ми каже, кога например веќе знае како му се вика кучето, место Кира Кија, ама многу е веќе блиско. Така, знае на дечиња надвор да веќе им вика Јана, Мана, ова, она. Да, појасно ги формулира зборчињата. Колку често одите за Валандо? Не одам. Не? Не. Од кога се разведува моите, не сум била и другарка баш што бевме во Холандија, сега се врати таму и се породи и се надевам дека ќе одам во брзо време да помине да се опорават и двете и се надевам дека ќе одам во незина посета, но вака не одам. Како млади родители, вашата замисла е да останете овде да живеете? Сметате ли дека ете Скопје е вистинското место за растење на вашето дете? Мене искрено ми се допаѓа системот, посебно и образовниот систем во Македонија, бидејќи сметам дека сме една доста образовани нација, посебно дечињава, имаме добар образовен систем. Мене лично би сакала, дури еве ако имам уште едно дете или само Карло, би сакала овде да порасне. Јас ја сакам Македонија, си има мани, нормално и секоја држава ги има. Сме пробале, мислам, јас сум пробала однака да отидам на 2 недели да видам и секогаш сум сакала овде да се вратам и мислам дека сме зборувале многу на таа тема и сме биле секогаш несигурни. Рече си секое семејство. Да, мислам, би сакале тука да ги пораснеме нашите деца, да ги знаат нашите традиции, да знаат како ние сме живееле. Сега јас имам план да се пензионирам некаде на море, на плажа, се отварам едно барче и да колирам до крајот на животот. Кога ќе порасне Карло, доколку сака да дојде добро, би оставила одлука на него, али еве, сега за сега мислам дека тука би останале. А за пензија кога ќе размислувам, тоа би го направила и така, ама многу би се допаѓа што во неколку наврати го кажуваш во множина децата и навистина би сакала да се сега јас се приметив, се фатив сама себе и чекај да кажам Карла. Цело време зборувам во множина и мислам, не знам зошто и дома кога правам децата, Верица, баш би сакала пред да те прашам на клучно или завршно прашање за Мама Визија, која што ги прашувам сите гости, сакам да те прашам како се чувствуваш сега кога ти се исполни најголемиот сон и стана мајка? Искрено, не сакам да звучам клише, ама јас тоа стварно не можам да го опишам со зборови. Ке го знае тоа чувство, секој што се борел низ истово, секој што го поминал истото. Се осеќаш како ете тој дел што недостасува од сожувалката ти се конечно е тука. Се осеќаш дека во светот имаш се што ти треба. Не ми треба ништо повеќе. Буквално, стварно не ми е битно во моментот веќе ништо. Да, се трудам, еве, отварам нели ново студио, се трудам и со кариера, да напредувам, бидејќи од секогаш сум сакала да бидам и успешна жена и мајка. Но можам да кажам дека слободно можам да се пакувам со Гордан и со Карло и додиме на пуст остров и да живееме и да бидам најисполната жена на светот. И да не ми фали ништо повеќе, така се чувствувам. Што ќе му порачаш на Карло, овде во Мама Визија, една визија за еден ден кога ќе ја пушти емисијата да си ја погледне и да си ја слушне пораката од мама? Секогаш да биде свој, да не слуша никого за ништо, освен мама. И да остане автентичен, да не се менува за ништо на светот и да биде пред се добар човек. Ќе дадам се од себе, да го
успете ми да го насочам на патот како што треба еден маж да се однесува и да биде, и би сакала најбитно од се да биде добар човек, добра личност, добар пријател, добар татко еден ден и да се гордее најпрво сам со себе, а после ние со него. Одлично. Верица, ми беше огромно задоволство. На самиот крај имаме еден мал подарок за тебе, еден убав подарок од нашите нови пријатели. Пред да ти го подарам, да им се заблагодарам на Фрида. Доколку не сте биле во Фрида, најубавата цвеќарница во градот, топло ви препорачувам да ги посетите. Им благодариме за овој прекрасен аранжман. Им кажавме која ќе биде нашата гостинка. Од денеска тие се наши пријатели и на гостите ќе им подаруваме по еден аранжман. Благодарам многу и на Фрида и на тебе, значи прекрасен е аранжман од букетот и многу сакам, морам да кажам дека многу сакам цвеќиња и мислам дека секоја жена сака и баш сум среќна. Еден поздрав и до Карло од нас. Во следната прилика го каниме и него да ни биде наша гостин. Ти благодарам многу што си ја отвори душата. Благодарам што одбра овде пред нашите гледачи да раскажеш се и знам, сигурна сум не на една, туку на многу мајки дека ќе им помогнеш со твојата приказна. Ти благодарам многу што ме викна. Чест ми беше да бидам овде и ми е многу мило што ете ми даде ти некој потик да соберам храброст и да излезам вака јавно и како што кажа да помогнам некому. Секако, тука сме да дадеме поттик на секоја силна мајка. Уште една жена борец имавме во Мама Визија. Знам дека сите тоа го препознавте во неа и верувам дека и на многумина од вас ви ги отвори очите, ви ја отвори душата. Ви благодарам што погледнавте уште една Мама Визија и да не заборавам да им се заблагодарам и на Бутик Дона кои што секако се грижат за тоа како јас изгледам во ова издание. Ви благодарам многу.